Општина Аеродром и обвинителството започнаа постапки за нелегално работење и запечатување на Луна паркот кој синоќа остана во мрак. Каква е состојбата денеска таму, ни пренесува колешката Тамара Марковска, која линковски ја вклучуваме во овие вести. Тамара, Општина Аеродром му нареди на собственикот да ја острани опремата. Дали можеби има некакви активности на терен и имаме ли реакции од граѓаните? Така, Александар, како што каже тие, ние веќе некое време сме овде во непосредна близина на забавниот парк, каде што можевме да забележиме дека има некоја група, односно има неколку луѓе кои полека ги отстрануваат оние реквизити кои веќе неколку недели беа поставени овде. Тоа следи од како Управата за јавни приходи во текот на вчерашниот ден за Телма соопшти дека нивните тимови во неколку наврати вршеле контроли при што биле утврдени неправилности, како тоа дека не биле издавани фискални сметки и неуредно била водена книгата за дневно финансиски извештај. УЈП исто така соопшти дека на едно правно лице му била изречена и втора глоба за неиздавање фискални сметки, што според закон потоа следи запечатување. Овде, како што можев да кажам, паркот во моментот не работи, има само мала група на луѓе кои ги отстрануваат реквизитите. Инаку да напоменам дека Телма од самиот почеток на отварање на овој Луна парк ја следи состојбата, ги прашавме надлежните институции кој дал дозвола за поставување на таа опрема овде, пошто од град Скопје прогласија дека тие се ненадлежни и тие не издале дозвола и наредија Општина Аеродром да постапи. Од Општина Аеродром пак, иако на почетокот се прогласија за ненадлежни, веднаш потоа испратија инспекциски контроли кои утврдија низа неправилности. Му дадоа рок од една недела на организаторот да се изјасни за забелешките кои тој ги доби, а веднаш во понеделникот добија решение во рок од 3 дена да се отстрани оваа опрема. Како што можев да кажам, веќе опремата почнува да се отстранува, инаку по објавата на Телма повеќе институции дојдоа овде да извршат контроли. Управата за јавни приходи претходно соопшти дека виделе дека не се издаваат фискални сметки. Агенцијата за храна и ветеринарство пак кажа дека немало хигиенски услови за храната која овде се продавала. Изрекува и парична казна. Исто така и од Министерството за внатрешни работи во вечерните часови следеше состојбата и редовно пишуваше казни на оние возила кои беа непрописно паркирани тука во близина на овој забавен парк. Така да повеќе информации за сега немам, официјалните информации, односно повеќе информации очекувам дека ќе добиеме во текот на денот. Александар. Тамара, ти благодарам за информациите во ова вклучување во вестите. Ние продолжуваме со останатите содржини.